Заштита на феноменот колибарење и промовирање на традиционални малешевски специјалитети. Тоа е идејата на скопјанката Душица Крстевска, која победи во категоријата Зелени концепти на годинишниот надпревар на зелени идеи, кој традиционално го организира Сдруженијето за социјални иновации АРНО. За Екобаланс Крстевска ја објаснува незината зелена идеја. Мојата зелена идеја е за поддршка и промоција на феноменот колибарење во Македонија и промоција на традиционалните малешевски специјалитети. Конкретно, колибарењето представува феномен кој што е стар кај нас повеќе стотици години. Започнало од самата потреба на луѓето кои што доледувале стока да ја преселат од рамничарските делови на планините, бидејќи имало повеќе испаша и особено летниот период биле нонстоп на планина. За тие намени се правеле колибите. Тие се кукички кои што се од цврст материјал, најчесто, мнозинството. Некои од нив имаат свежа вода, некои немаат за жал, мнозинството од нив немаат електрична енергија, бидејќи се високо во планините. Во последен период гледам дека и во Западна Македонија има повеќе такви колиби кои што ставаат соларни панели, па со тоа се искористува и сонцето. Такво нешто веќе ние имаме на нашата колиба. На колибите останувале цела година, летниот период биле претежно за правење, јас стоката, иделе на паша, млекото изработувале најчесто сирење, бидејќи најчесто во малешевијата биле овци во прашање, а зимниот период останувале најстарите членови и ја пречувале стоката, ја јагнувале овците се до пролет кога почнувало се одново. Во малешевскиот крај, особено во Берово, традиционално е сирењето, како што знаеме, и тоа ми беше најинтересното нешто што ме поттикна уствари на страна колибарењето да се проектот да го направам за заштита на традиционалните специјалитети, бидејќи во последно време имаме се помалку овци. За жал и сирењето кај да е ќе почне да станува многу редок специјалитет кој што нема да имаа шанса сите да го пробаат. Така да освен сирењето, познато и жеженото сирење, кој што се прави на еден стар традиционален начин со жежени камења. И тоа го знаат претежно постарите лица кои што со векови веќе наназад го прават. Исто се кај нас е застапано сладкото од шумски јагоди, микс мешавина од рибизли, боровинки, аронија, исто така сокови сирупи. Тоа е нешто што е традиционално за нашиот крај. Душица раскажува што може друго да понуди Берово и малешевијата за туристите кои годинава ги имаше во исклучително голем број. Во моментот сме во фаза на еден проект во соработка со Швајцарската агенција за поддршка и развој за одбележување на патеки за байкинг и хайкинг, за пешачки и велосипедски патеки. Сега до крајот на летото е планирано да се завршат, така да со помош на нивното учество ќе бидеме во можност да им овозможиме маркирани 80 км патеки кои што ќе бидат достапни за туристите и посетителите. Исто така се обучуваат моментално и водичи, професионални водичи во планина, кои што ќе бидат на располагање на гостите. Сега на тој проект работиме, меѓутоа Берово има и многу повеќе што да понуди. Во моментов сме во изработка на некој проект за гастротури, бидејќи храната во малешевијата е прекрасна, а се надеваме дека ќе заживее идејата за кајакарење по Беровското езеро, која што порано постоеше, меѓутоа за жал поради немање на услови, поради немање на заинтересираност од страна на локалното население, и тоа е моментално на стендбај. Ако сакаме промени, тие треба да почнат од нас, вели Душица Крстевска. Таа за почеток сака нивната колиба да ја приспособи за примање гости и да ги задоволи критериумите за служење на храна и пијалоци во рамките на селското домаќинство. Колибата има струја на соларни панели, бања, 4 спални со опција за пета, летна кујна и нов покрив. Мал е бројот на колибите кои ги има во малешевијата. Некои се во фаза на распаѓање, некои веќе се уништени од забот на времето, бидејќи со години никој не се грижал за нивното одржување. Во регионот на времето имало и 50-60 колиби, меѓутоа денеска се може да се изброи буквално на една рака, 5, 6, 7. Со тоа што големиот дел од нив се ненаселени, само на неколку колиби се чува стока моментално,
а останатите се затворени и се во фаза на распаѓање. За жал, нема заинтересираност од малото население за да се занимава со одгледување на стока. Тоа е навистина жалосно. Еден дел бидејќи не се гледаат себе си во земјоделие и во сточарство, а други дел затоа што едноставно сметаат, и точно е тоа што го сметаат, дека сами не можат тоа да го одгледува, бидејќи за да одгледуваш стока ти треба цела фамилија. Не може само еден, бидејќи преку лето треба некој да собира сено, преку зима е полесна работата, меѓутоа летниот период е навистина има потреба од барем 4-5 лица, што во семејствата не најдуваат на разбирање за помош. Поради новонастанатата ситуација со COVID-19, Беров и Малешевијата во изминатиот период беа многу актуелни. Сите сместувачки капацитети со кои располага овој крај беа до крај исполнети. Ја прашавме Душица што се нуди Берова. Има заинтересираност и од страна на локалните жители за да го развиваат туризмот, меѓутоа на сите ни треба некој вид на поддршка, некој вид на мотивација. Моментално гледаа дека Берово станува се поактуелно и гледам дека дури за колибарењето се заинтересирани неколку фамилии, освен од нивната намена која што е сега за пречувување на стоката преку зима, да почнат да се занимаваат и со овој туристичкиот дел, да обезбедуваат демонстративни обуки за правење на сирење и кашкавал, бидејќи чуваат овци конкретните семејства и меѓу другото се вклучи туризмот. Колку и да е влюбена и да го сака Берова и Малешевијата, Душица не може многу да помогне во заштита на традиционалните специјалитети. Вели може да помогне околу нивното правење и промовирање на буламачот, беровското сирење, медот, сладкото од шумски јагоди, мармаладот од сливи, сливовата ракија, боровиот сироп, но државата треба да превземе мерки за заштита на овие специјалитети. Моментално работиме на проект за да се започне производство конкретно на тие традиционални специјалитети, како сладкото од шумски јагоди, традиционалните станини од Малешевијата. Единствено што можам да го направам од моја страна е тоа, да го промовирам производот како таков, да го доближам до луѓето, да ги поттикнам да го пробаат, бидејќи е навистина убав производ, мислам дека сите ќе ги засакаат. Мислам дека само на тој начин може да се доближи до пошироката јавност, бидејќи луѓето и не се запознаени со некои од специјалитетите, како на пример буламачот. Мнозинството немаат ни представа ни како изгледа, ни што значи. Берово и Малешевијата треба да се доживеат со помош на локалното население на начин каков што само локалците знаат да го представат. Душица Крстевска смета дека Берово има се што е потребно за одмор и рекреација и за незаборавни моменти поминати далеку од градската врева.